Благоја Ристовски има 65 години и потекнува од Крива Паланка. Тој е високо образована личност и еден од најдобрите студенти на електротехничкиот факултет. Предавал математика пред стотици студенти, но животот нема да му подели убави карти за да може да го искористи својот талент. Па после неуспешниот брак во Скопје и пропаѓањето на неколку фирми во кои работел, тој станува првиот и последен продавач на весници во центарот на Скопје. Живеел под кирија во еден стан во Злокуќани, а поради тешката заработувачка по 5 дена останувал и без леп. Еден ден му се случува голема несреќа во која паѓа на глава и по добиената амнезија не се сеќава на ништо, ниту на својот живот, ниту на имињата на најблиските. Ја заборава азбуката, па дури неговата најголема љубов, бројките и математиката. Можеби изгубил се со несреќата, но не и борбеноста во себе. А никогаш најдобриот студент одеднаш не знае да врати кусур на своите муштерии. Зашто веднаш штом се почувствувал подобро, тој се враќа онаму каде што никогаш бил свој на своето, на скопските раскрсници, се до исчезнувањето на печатените медиуми. Немајќи избор, а по сугестија на сестра му Рада, која му е и најголема поддршка, се враќа во родната Крива Паланка, каде старата руинирана куќарка и така болен ја поткрева во импровизиран дом. Денес Благоја живее само со 4000 денари социјална помош, но повторно опколен со неговиот најдобар пријател книгата, верува дека ќе му се помогне да го доправи моменталното живеалиште. Тешкото детство на Снежана Нумовска од Охрид го најавувал уште потешкиот живот со кој оваа жена треба да се бори. Како бебе останала без мајка, па таа и сестра си по преженувањето на татко им биле разделени. До 8 годишна возраст не ни знаела дека има сестра. Растала кај баба и ја сестри по домови. Од сиромаштијата и проблемите се надева дека ќе избега преку стапувањето во брак, но очигледно дека тука ја прави и првата грешка. На 15 години го минува презимето, на 18 го раѓа синот Дарко, а веќе на 21 година останува сама со детето без никаква помош од никој. Така и се бори сиот живот. Со 2 раце и 10 прсти го одгледува синот и се бори за парче леб. И можеби да не била болеста која ја нападнала и ќе ја легне уште на 36 години, денес незината приказна ќе беше поразлична. Сепак, онака како што излезена од мајчината утроба, така и продолжува да се бори. Сизифовски од ништо создава нешто. Од цигли и дрво сама создава дом. Од сол, брашно и вода го изгледува своето единствено чедо. Немајќи можност да работи болна, останува и без станот под кирија. Па Снежана била принудена да најде државно земјиште, каде веќе 15 години гордо стои незината палата. За некого шупано за мене, ова е топол дом во кој се кријам од болестите и луѓето, кои само ме гледаат и без емпатија, не ми подаваат ниту корка леп, вели оваа жена. Сепак и во 6-та деценија од животот се уште со позитивна мисла и надеж дека ќе се помогне да ја доправи својата творба и ќе може после 15 години како човек да влезе во тоалет и да се избања со топла вода. Добар ден и добре дојдовте во најхуманата емисија на овие простори Срце на дланка. Моето име е Оливера. И денес све водам кај 2 семејства кои што живеат тешко и кои што неудамна го ставија своето срце на дланка со желба нешто во нивните животи да се промени. Воедно ќе ги охрабрам и сите оние кои што веќе подолго време се мислат да живеат тешко, да се пријават на телефонскиот број 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека ако сакаме да го промениме светот, промената треба да ја започнеме од себе и ќе забележиме каква промена ќе почне да се внесува во нашиот живот. Едноставно ќе почнеме да живееме волшебно. Навистина промени се случуваат и во семејството кај Даниел од село Теранци, кој што го стави пред неколку месеци срцето на дланка и веќе живее подобро. Младиот Никола Евтимов од село Градец има само 16 години, а од своја 6 годишна возраст поради болест ја губи и мајка си. На неа, за жал, многу и не се сеќава, па сите животни мудрости да лани ги учи од татка си. Пасење стока на планина, садење, работење, љубов кон животните, начин на преживување. За среќа, неизмерната љубов на неговиот чичко Миле,
нема да дозволи животот на Никола и Кира да продолжи во дом. Иако сам без сопруга чува и друг болен брат и син, сепак отстапил 2 кревета за своите внуци подготвен да го продолжи воспитниот пат, онаму каде неговиот брат мораше да застане. И нема да биде вистина ако Никола каже дека и во куќата на Чичко му се чувствува како дома. Тој се уште домот каде му паднало папучето го смета за свој дом. И во најстудените денови оди и седи во студените зидови подсетувајќи и фантазирајќи дека некогаш тука пак ќе го продолжи животот. Не е свесен како ќе се поправи таа куќа, но знае дека еден ден мора да се врати во неа, со завет кон аманетот од татка си, да се грижи за себе најдобро што знае, исто колку и за неговиот брат Кире. Додека беше жив вашиот брат, таткото на Никола и на Кире, што ви велеше? Ви даде ли некој знак дека треба да ги чувате потоци на децата? Он кажа, пред да угасне, на тебе ги оставам децата. Отија таму кога спиех додека му душата испадна, од таму и на работа одек. Чичко ни не прибра тука, значи не ни даде да не откарат од дом, ние не сакавме, он не ни даде да не откарат од дом и сите сме тука, и братучеди, и браќа се. Таму каде што е твојот дом, таму каде што си роден, во каква состојба е таа куќа таму? Па таа е распадната, не може да се седи у неа. Бидејќи додека да се направи куќите таму кај ќе си живееме, таму кај ќе сме си заедно со брат ми. Покрај лошите моменти и трогателните, во Срце на дланка има и вакви моменти, кога сме повеќе насмеани, кога сме возбудени, бидејќи повтор пат доаѓаме во градец, каде што започна да се прави домот на сирачињата Никола и Кире. Здраво, Миле! Здраво, јас сам чичкото на Кири и Да, Никола. се знаеме, бевме пред месец и половина Да. кај вас и веднаш откако дознавме дека се случуваат убави работи кај вас, дојдовме повторно да ве посетиме, да видиме што е тоа убаво што се случува. После вашата емисија подојдехте да не снимате. Видеа нашата емисија дека сме загрозени со децата и негова се хуморна луѓе, сите кои колку е можел, со што е можел, е помогнал. Така, сменете до овој момент кровот, гледам нов кров и навистина добро изгледа. Да. Благодарение и струјата кабело и сменија. Аха. Започнавте и со инсталацијата. Да. Немаше претходно струја. Имаше, ама каблите беа изгорени, са и ово на ново. Еве тука новата табла, каблите, ова е окрцано, тука, Го искршивте малтарот? да, се е подставено, само чекаме да дојдат мајсторите. Тоа е втората фаза која што следува до прва. Да, Што ќе биде? тавано е, онаден беше пропаднал, и ово на ново со ѓипсини табли, ќе се това направи. Ово тука ќе биде купателото. И оваа соба, тргнано е плафоно и тука ѓипсини табли, те ископано е за новата инсталација дека ќе иде. Каблите ќе дојдат, ќе ги наместат и ник. Па надаме се дека ќе има и оште помош да ни помогнат. Има уште доста работа, но важно е дека Дека се надаме дека ќе се заврши таа работа. вашиот, Немата не остават на стрет пат. вашиот глас беше слушнат, имаше донатори од каде? Донатори има од Германија, слушам, по Италија се собирали пари, онадели са. Дали се ги испраштали, дали не са ги испраштали, ја не знам тоа. Исто и селаните од селото?
од целото тука дојдат, кој со што може, со работа помогне, со било што да направи ручок, да онади, помага. Срекни ли се Никола и Кира? Срекни се како не се срекни под нов кров да видат. Иако се уште не е доправено, сигурно Ама е па поинаква. љубов, среќа, нада се човек на поубаво. А вие? И за мен нема што да правам, за мен е тоа најдобро што може да уради еден век, како да искрам од уморни луѓе, што помагаат што надат. Сигурно Јас со се наплата не мога да обстанам. Сигурно се ги чувствувате како своји деца, тоа го кажавте и во сторијата, но сигурно се чувствувате како, ете, вие да им овозможивте да се вратат под својот кров наскоро. Па, ја сум највише ангажиран со сник. Ќе ви биде тешко кога ќе го напуштат вашиот дом, но ќе бидете и задоволни што. Нема да ми биде тешко. Ја пак ќе дода, па тие се мои. Јас сум единствено чичко, не може друг чичко да биде на ник. Уште кога првиот пат ве снимавте, кажавте дека верувате во хуманоста, верувате во хуманите луѓе. Да. Што ќе им препорачате на сите оние кои што имаат можеби проблем како вашиот, друг проблем? Кој има проблем како јазика со децата што останаа, секој нека се одлучи у срцева дланка, нека се пријави и нека му помагнат на сит кој што треба да се помогне. Дали си среќен и дали имаше промени од како отиде вашата сторија во Срце на дланка? Да, јас сум среќен што помогна Околу куќата? околу куќите, Што се направи до сега? кровот, па и внатре се направи. Натре почнавте да работите, Да. но има уште допрва да се прави. Да. Каде ќе биде собата каде што ти ќе спиеш? Па, Тука ќе спиеш ти? да. Веројатно веќе си замислуваш, нели, како ќе ти тече новиот живот во старата куќа? Среќен сум што ќе се вратам во мојата куќа, што ми помогна. Што се случи од како помина вашата сторија на телевизија? Па, дојдоа да го сменат крово и натре ќе се направи. Со брат ти Кире, што се зборувате? Па дека тука ќе се вратиме, тука ќе седиме. Заедно ќе сме, Не најважно. да. Освен за куќата, никаква друга помош добивте? Да. Што? Па, дек ќе дадат мебел за неја, дек спална, столови Секи и има така. мебел, откако ќе се направат Да. зидовите и таванот и се. Да. Ќе дојдеме и тогаш да ве видиме. Сега одлично ви оди работата и само напред. Им се заблагодарувам на сите луѓе што ни помогна и уште се надаме дека ни помогна. Навистина е убаво кога веруваме во своите соништа и кога правиме се за истите да се изреализираат. Бале никогаш веруваше во својот сон и правеше се за истите да ги реализира. Меѓутоа, тој беше и првиот и последниот колпортер на скопските улици. Сепак несреќниот случај што го снајде направи да добие амнезија, а денес живее на работ на екзистенцијата. Затоа со екипата на Срце на дланка бевме во неговиот дом во Крива Паланка и видовме и се уверивме дека навистина тешко живее.
Благоја Ристовски има 65 години и потекнува од Крива Паланка. Тој е високо образована личност и еден од најдобрите студенти на електротехничкиот факултет. Предавал математика пред стотици студенти, но животот нема да му подели убави карти за да може да го искористи својот талент. Па после неуспешниот брак во Скопје и пропаѓањето на неколку фирми во кои работел, тој станува првиот и последен продавач на весници во центарот на Скопје. Живеел под кирија во еден стан во Злокуќани, а поради тешката заработувачка по 5 дена останувал и без леп. Еден ден му се случува голема несреќа во која паѓа на глава и по добиената амнезија не се сеќава на ништо. Ниту на својот живот, ниту на имињата на најблиските. Ја заборава азбуката, па дури неговата најголема љубов, бројките и математиката. Можеби изгубил се со несреќата, но не и борбеноста во себе. А некогаш најдобриот студент одеднаш не знае да врати кусур на своите муштерии. Зашто веднаш штом се почувствувал подобро, тој се враќа онаму каде што некогаш бил свој на своето, на скопските раскрсници, се до исчезнувањето на печатените медиуми. Немајќи избор, а по сугестија на сестра му Рада, која му е и најголема поддршка, се враќа во родната Крива Паланка, каде старата руинирана куќарка и така болен ја поткрева во импровизиран дом. Денес Благоја живее само со 4000 денари социјална помош, но повторно опколен со неговиот најдобар пријател книгата, верува дека ќе му се помогне да го доправи моменталното живеалиште. Денес се наоѓаме во домачки дол во Паланка. Денес ќе ве запознаеме со последниот колпортер кој што преживуваше благодарение на продавањето весници, иако е високо образован и на тој начин живееше во Скопје. За жал, здравствената состојба повторно го врати во Паланка. Добар ден. Ај, добар ден. Благоја, Гојчо, така ми кажа дека ве викаат. Така. Ве пријави во Срце на дланка вашата сестра, која ни кажа дека Знам, ми кажа дека... сте били во Скопје. Да. Овие што ме спасија... Имавте несреќен случај? Ја мислам вака, дека надоли иде добро, главата имав проблем тогаш. А од што паднавте? Како се случи тоа? Падна со бициклата. Со точак се Со вози. бициклата и отворено, нели, тука се гледа. Дента си беше нормално, нели, а они го направили и го оставиле така. Вие не знаевте дека се прави. Идење, Каде доле. се случи тоа во Скопје? Тогаш кога беше 5 години, мислам. Пред 5 години. Тупно предпоставам. И потоа останувате и без сопруга, но моравте да дојдете тука, во родната куќа. Да. Јас мислев дека ќе дојдам сигурно, сам прашањето за колку време, нели? Сега тука живеете. Зашто документите, зебанци имаше додека од таму да се средиш, нели, тука. Ја правев, све сум правил тука, двајца и тој, и он работи, ама јас сум махер, ова све е правено. Во оваа соба живеете. То не е играчка, то така изгледа, да. Може да видиме. Да. Може да видиме, Благоја. Да. Па зошто? Слободно, ја затоа ставам за да видам. Ова е вашето Па, во моментов брат живеалиште. ми стави ова. Ја купив 5 вати. 5 вати најниско. А сејалица? Па може ми треба за да може да функционирам. Телевизијата е од Данска. Нели? Значи се што гледате тука само да свртете, кај да се свртиш, све е за мене, нели? Значи храна е од мене што гледаш. Нема све е за мене. Ова е од сестра ми, ова ја правам тука. Што е, они што ќе ми дадат, нели? Така. Брат ми го купи специјално за мене. Ви помагаат браќата и Све. сестрите? Неам зборови, све од нив. А јас собрав од таму, почнав колку можав, 100.000 собрав. Собрав додека дојдов, додека ова кошта, бе. И ја доле и овие почна да ми даваат они, нели? Еве, Колку време бевте во болница? 15 дена. 15 дена. И моравте од почеток да учите и азбука, и зборување. Тоа е интересно. Идам со... у бициклото функционира. Не знаев.
Не знаев дека ништо. Сега дознав дека гледам ова пишува друга ова Не ги твојките, па да. латиницата. Ама не знав, сега дознав, ја не знам дека Не ги препознават. да, ама сега учам, уствари не проверувам, не можам, споро иде, а ќе успеам тоа сигурно, тоа сум го ставал, ја не е случајно. Ама тешко. Беше ова интересно, Веро. Одам со бициклата, Веро, а поминеш вака, не знам. Чекај бе, како така, идам дома, не бива. Запиши тука, па дома проверувам. 100 пати! Проверувам, 100 пати! 100 пати, замисли. Едно, сега и минјата, сега, Радка го знам, бидејќи на нејзе ја напишав. Сето ова ви се случува откако паднавте со велосипедот и ја повредивте главата? Главата, пошто они ме со раце удрив доле дебело, овака правев раце. И сега го почнувате животот од почеток во секаква смисла? Почнав од нула. Благо ја потекнува од село Луѓе Крива Паланка во семејство од 5 деца. Родителите се обиделе сите да ги образуваат со високо образование, па Благо ја завршил електроника ниска струја и бил одличен студент, но немал ни одлични избори за работа. Па поженењето со Марија и преселувањето во нејзиниот стан, во повеќе фирми поради нивниот стечај бил принуден да застане на улица и да продава весници. Во борбата за живот тој спиел на клупи и не јадел и по 5 дена. Луке. Да, селото се вика. Ние сме 5 Деца. Да, децата. Двајца браќа и 3 сестри. Да. 3 сестри и брат и јас. Како дојдовте тука, нели? Од татко ми го купил тука, нели? И куќа праеше, сестра ми сега живее во нејзе. Нашето потекло е од село Луѓе Кривопаланечко. Татко ми е дошол тука, се вработил во општината, во катастарот и решил да ги не донесе и нас. Фамилијата тука, почнал со куќа, ја направивме куќата 64-та година, ние со брат ми. Постариот брат и двете сестри имат порано дојде, но јас и Благоја со мајка ми дојдовме 64-та година, така да од тогаш веќе тука живееме. Сите сме така со високо образование. Па во еден период 3 деца беа на страна, пошто Паланка е провинција, мал град и тогаш уште помало било во Скопје, јас дури во Словенија средно учев. Електроника завршив многу јак, меѓу првите, нели, све тоа и почнав од тука читањето, а то колку е тешко тоа, колку тешко. Кој нема, нека каже кај мене, јас зборував за математика, јас зборував 200 луѓе доаѓаат за да учат од мене, нели тоа. Како се викаше вашата сопруга? Марија се викаше, она почина на 65 и ја останав сам. Се ожени таму со Марија Грутановска се вика неговата сопруга. Живееше со нив во стан, со мајка и со низината мајка. Братот живееше во Лисиче со неговото семејство. Стаж имам негде 13. Да, треба 15 за пенсија. Веќе нема работа и сега наоѓа во вечер или во другите куќи и веќе почнува со весниците. Значи со весниците застанува на раскрсница и од тука до 20 јули 22 он беше со весници. Колпортер со сите весници, нели, на отворено, нели, работев и со луѓето се поврзав, нели, односно тука живеам у центар, нели, ова. И на крајот сите отидоа, ја остана единствен. Вие бевте единствениот Единствен, да. и последниот колпортер. Да, сите колпортер. кажа да и тоа.
и морав навака си дојдов да пиев на отворено. И храна, ако ми дадат, јади, ако не мора да јадеш, 2 дена, 3 дена, големо чудо. За мене, само еднаш проверував колку може да издржам. 5 дена може да издржам. Што, без храна? Без храна, без, нула. Ми се јаде, на првиот ден ти се јаде, вториот не, равно ти, све ми е равно. Третиот терам, кај четвртиот веќе, ми се јаде. За жал, еден ден на Благоја му се случува несреќа во која сериозно ја повредува главата. После преживеаната амнезија тој не се сеќава на ништо, па дури ниту на најблиските, но знае дека по опоравувањето повторно мора да се врати на улиците и да заработува за живот, иако со новата состојба не знаел да врати ниту кусур. Но вас ви се случи една несреќа. Вие... Па од тука почна друг живот, нели? Што ви се случи, Благоја? Втор живот, фактички ја живеам втор живот. Внуката моја од сестра ми Керка рече, тето вика, Вујче да не е кај тебе, не велам, не е дојден. Ама зошто? Зашто они работат со кујна, има храна и му даваа храна, он одеше да зема, меѓутоа 2 дена не отишол. Понеделникот и вторникот не отишол, а викендот кај бил што бил, никој не знаеме. Така да викам, не одете дома да видите, отидени дома, меѓутоа затворено, портата затворена и не. И јас се јавив кај брат ми, другиот брат, и имам пријател во комши кај нив. И му велам, Блаже, тој се Блаже, вика брат ми Александар, викам Блаже, пошто брат ми не вози веќе по град, викам Блаже, пали кола и идите, викам да видите Благој каде го нема. Така, и му го ја кажав приказната на брзина, отидоа тие вечерта во 11 сата, ма нема, затворено никаде, светло нема, ништо не виделе и се бајле, утредента рано се бајле, отидоа кај 6 и нешто. Кога додека Блаже да паркира, Ацо го видел пред вратата, заклучува или отклучува порта, не знам. И му викнал, ама тој не може, вика, да збори. И сега мене ми се меѓу време, у моментот јавува Блаже и ми вика, ама знаеш што, ово е пијан. Викам, сега не може, ако бил ноќеска синок е пијан, вчера, ама утрово се му поминало. Ама не, ми вика, не, има удар. Земале така прљав, како паѓал таму, кога не знаете кој го донел, како ние се... ништо не знаеме тоа. Тоа ништо не знаеме. Само така го нашле и го ставаат у кола и го носат прво Букурешт. И таму им рекле, носите го со 8 септември на ургентно. И го носат на ургентно, го примаат, го качуваат на оделение и утредента му направи операција. Па со бицикла ја брзо одам, шо нормално, за работа да ги пренесам, треба да разнесам тамо, нели, 150, тоа е количина, тоа е. Ја 4 турбо носам. Нагоре, надоле, скокам, брзам, нели, све јуриш. Но тој ден не стасавте Тој да завршите ден работа. више нема, главата не функционира. Паднавте од висина, но не се сеќавате ли на таа случај? Не, станав, тој дечко, еден дечко, случајно се дојде, не знам од каде, и дечкото ме праша, вика, ајде да те однесам, нели? Не бе, не, ќе си одам, знам ја каде, ја ќе си одам. Неќе, полека, стигнав некако, успеав, значи, колку е тоа. Брат ми са бајлето ме нашол и брат ми одма ме прашува, вика, како се викам јас? Вие не знаевте? Ај уште еднаш да те прашам. Не знам како се вика. Имавте брат ми. амнезија? Да. Одма се фаќам. Ово лико, толку вселена, права вселена. Ви беше Што е сигурно работа, викам. преврзана. Да. И са бајлето станувам, гледам, ова си оди добро. И крстот го гледам горе. Крстот, што е крстот? Го гледам. Како се вика, како? Гледам. Па,
Не знам ни водно. Водно планина. Нели, што е ово? Кога гледам овие, не ги знам ни едно. Нели, партизанска, ја сега го знам. Улиците. Нема. На нула, од нула, како роден, ја почнем од тука, од тој момент. Имињата не си ги знам. Како нарад, како барав да ми го напише, ти да ми го напише. И не се сеќававте ни на имињата од браќата и сестрите? Чувам, не го знам. Вади го, гледам, става. 100 пати, повторував и готово. Кога ќе ви дадеа пари за весник, знаевте ли да вратите Знам кусор? кои се, ама не можам ни да вратам, ни да... Ако ми даде, ако не. Многу е тешко тоа. Со исчезнувањето на весниците и Благоја мора да се повлече од улиците, па немајќи избор за живот се враќа во родниот крај во кој за жал дури и во ваква состојба, но со помош на сестра му мора да гради дом за да не биде под отворено небо, но тој дом е далеку од топол и соодветен за живот на човек. Ова беше од наследство од татко ми земјиштево и ова што го гледате. Ова беше старо. Ова беше руинирано. Руинирано. Комплетно беше паднати керамиди се. Значи јас од 4 места купував стари керамиди, зашто немавме пари за нови да купиме. И сега ја фрлил кантата, тука стави кантата, тука капе, става, тука капе, става. Циркус, циркус е ова како се вика, змиња. Змија. Да. И глувци таму, и ноќес отвореш, нели? Све бега од мене. Сите бегат. Зошто спиевте на отворено? На отворено живеев 3 дена. Додека се правеше собава? 3 дена, па да. Нема купатило. Нема кај да се бања. Се бања кај мене, јас го перам. У веце нема, иде у полско веце, кое што беше напуштено. Сега не може да се активира тоа. Тоа како се вика, тоа септикот е наполнен со земја. Тоа користило, не знам, пред години. Така да вода нема, струја нема. Струја ми со кабел е ова спроведена. Од ке вас? Да. Со кабел е само кабел и има колку јалицата и телевизорот. Телевизорот му служи за разговор, за он да може да го активира мозокот што повеќе да може да зборува едноставно, да не заборави да зборува. Он веќе заборави. Храна сестра ми дава и затоа јадам од тоа. Меѓутоа, имав проблем зашто бетоните кога работам ми се јаде. Многу ми се јаде. Ми се јаде едноставно, еве ти кажувам. Сега му средив, зема социјална помош од 4400. И тоа е единствениот приход со кој што живее? Единствениот приход му е тоа. Јас сум тука едина, најблиска, што не можам да го оставам, да биде гладен, да биде вака, да не биде згрижен едноставно. Колку можам, а јас што сум со најниската пензија сум, со најниската ставка од пензијата. Ама не можам, делам. За апчињата беше актуелно, она ми даде, сестра ми даде, ти ми даде, се. Нели, пошто кошта, бе, гледаш. Они ме спасија, дефинитивно, него ова што гледаме ние, ова Што ви е тоа? Па што е простетата, ова не е за африканци, па ова е внатре влезено, да. Имате и други здравствени проблеми освен мозокот? Му престои операција на простата. Имаше, сега беше на гастро 10 дена, 11 дена во болница во декември. Што значи тоа се треба да се плати. Сега му престои операција, дај Боже да се подобри со диарејата. Еден куп лекови пие сега, што мора да се купуват. Не сме силни зашто имаме сила, туку зашто имаме силна волја и надеж. Денот не учи дека треба да бидеме силни и да го славиме секој миг, затоа што било вчера повеќе никогаш нема да може да се врати, дека мораме да им веруваме на соништата, да го отвориме срцето и да го уживаме животот кој го имаме. Затоа и сме родени, за сите тешкоти да ги пребродиме и да се издигнеме како победници.
Иако со тешко детство, без родители, сепак се издигнала и создала свое семејство, но никогаш не успеала да создаде дом. Со своји 10 прсти направи импровизирана куќарка која што ја посетивме во Охрид. Денес се водиме во семејството на Снежана. Тешкото детство на Снежана Нумовска од Охрид го најавувал уште потешкиот живот со кој оваа жена треба да се бори. Како бебе останала без мајка, па таа и сестра си по преженувањето на татко им биле разделени. До 8 годишна возраст не ни знаела дека има сестра. Растала кај баба и ја сестра и по домови. Од сиромаштијата и проблемите се надева дека ќе избега преку стапувањето во брак, но очигледно дека тука ја прави и првата грешка. На 15 години го минува презимето, на 18 го раѓа синот Дарко, а веќе на 21 година останува сама со детето без никаква помош од никој. Така и се бори сиот живот. Со 2 раце и 10 прсти го одгледува синот и се бори за парче леб. И може би да не била болеста која ја нападнала и ќе ја легне уште на 36 години, денес незината приказна ќе беше поразлична. Сепак, онака како што излезена од мајчината утроба, така и продолжува да се бори. Сизифовски од ништо создава нешто. Од цигли и дрво сама создава дом. Од сол, брашно и вода го изгледува своето единствено чедо. Немајки можност да работи болна, останува и без станот под кирија. Па Снежана била принудена да најде државно земјиште, каде веќе 15 години гордо стои незината палата. За некого шупано за мене, ова е топол дом во кој се кријам од болестите и луѓето, кои само ме гледаат и без емпатија, не ми подаваат ниту корка леп, вели оваа жена. Сепак и во 6-та деценија од животот се уште со позитивна мисла и надеж дека ќе се помогне да ја доправи својата творба и ќе може после 15 години како човек да влезе во тоалет и да се избања со топла вода. Понекогаш судбината не прави да правиме и надчовечки напори за да успееме во животот. Тоа денес ќе ви го покажеме на самиот излез од Охрид кај Снежана, која што беше храбра, дури како маж, да изгради со свој раце и 10 прсти куќарка. Добар ден. Добар ден. Јас сум Снежана. Оливера. Мило ми е што дојдовте. Некако дојдовме во контакт, се пријавивте, ве пријавија и дојдовме да прашаме како живеете. Многу тешко. Зошто? Ја ве и гледате сами како живеам. Без струја во овој 21 век. Тоа што значи натрешноста ми е многу слаба. Однадвор сум со штици, внатре со најлон. Како дојдовте до тој момент да живеете вака во ваква состојба? Во ваква состојба бидејќи бев одбиена од солидарниот стан. И веќе бев приморана некаде да живеам. А не бев способна кирија да плаќам. Пошто бидејќи тоаш детето беше во затвор и не бев во можност. И така, болеста ме скина многу поиќе него детето. Болни сте. Болна сум, 2 пати сум оперисана од кичмава, сега имам проблем со дебелото црево, па имам тумор на женски органи, така се викаат. Да. Така што се оперисав и тука и... Сите работи ви се наталожиле? Да, и малце сум и психички, дури пијам Не. лекарства за психички работи. Колку години живеете вака и не ме ни чуди со сите овие болести? 15 години. 15 години во вакви А услови. имам сте. побарано исто помош. Можам да спомнам? Помош од општината, од државата, значи никој не излезе во сусрет. Се појавија само слики на телевизија и од тоа све што рекоа, никој ништо не даде. Сепак ова е со вашите 10 Ова е прсти. се лично со мој труд и од синот. Може ли да видиме? Повелете, можете да видите што е како е. Ајде, повели. Мало. Јас ќе дојдам зад вас. Ова е клинското. Единствениот уред со кој што можете да со кој- стоплите вода. Што најпоќе ми е битен, да можам да стоплам вода и храна да направам е ова плинско. Струја немам. И ова долу не ми е бетонирано, бидејќи немам и услови.
Вистина во тешко. моментот. Вистина ова се Тоа лоши е. услови за Во ова денешно време да останеме без струја е вистина срамота. но Прво е срамота, после гревота. Овде имат поќе чест животните отколку луѓето. Јас не работам, земам од КПМ. Значи не сум способна за работа. Да бе способна немаше да го земам. Ни вас да ве викнам како стручни лица да ми помогнете, мислам што се занимавате за помош на некои што не можат сами веќе да постигнат. Како е да се живее во вакви услови? Како преживувате со таа минимална помош? Со таа минимална помош не стигнете. Сигурно е многу тешко и непријатно кога дува, кога врне, кога... Кога врнете, кога дуват, ти се чини дека све ќе одлетат и дека ќе останеш на под ведро небо. Таква е чувството. И затоа и куче си зедов. Барем ти имам другар да и да летнит кровот со кучето ќе си. Ќе одиш негде, ќе застанеш под капајца. Да не ти е страф, не знаеш кој е време, навечер, дење. И после овдека имат секаков народ. Мојот некој врвејќи да те нападне ти се тие работи. Како што еднош можда се деси, не сакајќи пијано. Лично исто нападне. Снежана немала убаво детство. Од бебе останала без мајка, а по преженувањето на татко и таа била оставена кај баба и ја сестри, за која не знаела дека постои била оставена во дом. Тешкото детство ке резултира со преран брак уште на нејзини 15 години и ружба веднаш штом станала полнолетна. Сепак избрзаните одлуки ке резултираа таа и млада да остане самохрана мајка и сама сиот живот да се бори за себе и за синот Дарко. Како дете имам живеено без мајка. Татко ми прежене, живеено кај баба. Кога имав јас 8 години, ми кажа комшивката дека имам сестра. Бабата не ви кажа? Не. Дека имам сестра, дека сестра ми е овде прво беше во Охрид кај жени на гледање, потоа е пуштија во дом. 11 октомври Скопје. Какво ви беше детството? Тешко. Како ме да биде без чувство на мајка и татко? Со баба и со дедо. До кога останувате кај вашата баба? До своји 14 години. Потоа заминав, се омажив На колку години? на 15. Млади. Да. На 18 години неполни се роди синот. На 21 се остадовме. И после 21 година се запослив застава работев. Синот остана кај вас и вие го гледавте? Да, те потоа отиде застава во стечај, па работев приватно, па меѓувремено тогаш после се разболев. Животот го продолжив под кирија сама со детето и тоа. Така што детето одеше на школа и ти работи. Јас на работа. Немавте помош од бившиот сопруг? Не. Имаме контакт, а немам помош. Тоа е малце... Тоа е Словенија, не е тука. Пиколот на оваа жена ќе каже самата таа започнува во 2000-та година кога таа се разболува сериозно и останува парализирана. Здравието ќе ја принуди да ја напушти работата, а без парицата подоцна ќе ја остават и без станот под кирија и без сигурното парче леп за неа и за синот. Па оваа мајка наоѓа државно земјиште и за 2 дена, со своји 2 раце создава градба за која многумина ќе речете обична шупа, но за неа е само топол дом во кој никому не мора да полага сметки за сиромаштијата и проблемите. И иако најчесто е гладна, со минимални средства за живот, оваа жена до последен здив би се борела и не би покажала слабост пред никого. Тешките денови настапуваат кога се парализирав јас. Што ви се случи? И зошто? Како настана тоа? Тоа настана, не знам, одеднаш настана, 2 нозе ми откажа и не може да станува. 3 месеци, па се оперисав в Скопје, па потоа дох нормално, заодиш, тешкоти имаш, па мораш по терапии, по ова, по она, тогаш можев да плаќам, што работев приватно. Војната во 2000-та, па имаше детево проблем да одбранит девојчина, па
го нападна еден и си имаше оплашено, па така дојде до конфликт кој од тука почна пеколот натака. Војник млад во војната се дешават. Млад се плашит. До 2007 отиде, после си полагаше безбедност, си дојде на свој човек. Али минатото многу му влие за работа. Тоа што значи дека и колку да ме сакат синот, не може да остане покрај мене, пошто не може ти во градот да остане тој. Затоа што немаат работа да најдет, минатото му влие многу. Не гледат сегашноста, гледат минатото. Како го најдовте ова место и како го создадовте овој дом од една соба? Ова место го најдов, сега е покоен, да работеше во општина. И му кажувам, се пречекавме, му викам вака и вака. Детето тогаш беше, веќе имаше проблеми со тој што го избоде по судој, па нели војната, па јас се разболев и се ти работи, му викам вака и вака се. Останав ни угарен удолу, работа немам, детево е младо, нормално, тоаш 20 години имаше, 18 имаше кога отиде војска. Значи на 18 години тој беше во војната. Војник. Шо му да разбери дете, 18 години. И нормално ќе се уплаши од све. И му реков на тој, му викам вака и вака, како би можела да се спасам и каде има негде да најдам некое државно место. И тој ми вика, да се сеќаваш листот еден имав јас, што ти го дадов кога ти реков дека таму е државно место, и тогаш го побарав тој лист јас. И према мапата што беше на листот го најдов местово дека е тоа. Онаки за 2 дена го направи. Вие со помош од синот? Да, со помош од синот. Колку време помина од тогаш? 15 години. Да не ми помисли некој 15 месеци. 15 години се. Како да се живее и 15 минути во оваа просторија е студено? Па јас Мене ми е вака, студено, но да, моите видовте и вие, така? 15 минути немојте да седите, камо ли ние овдека по како цели ден. живеете? Не. Еве, Господ дава сила само. Во Бога имам поверење, ти кажам на вистина. Само Господ. Дава сила да можеш да издржиш, иначе никој. Народ не. Народот само може да се пошегуват. Материјално барав и од градоначалниците што беа поминати и покојни градоначалници. И од државата исто, никој ништо не помогна. Значи не дадоја барем 5 цигли, да речете ево ти 5 цигли, созидај ги, да не ти дуват, не морат кров да имат, барем странично да не дуват. Значи све што е и сега надвор, и темелите хлаени, со труд од син ми е. Толку можел, толку направил. Што да прети тој? Нема. Со мајка болна, што му да прети? Јас живеам, земам ГПМ, 6.000 денари, а детето што детето? Детето е веќе големо, што треба тој сам да си соснова семејство. Треба со мене уште да се занимават. Само јас можам тежина да му бидам на него. Кога тој не може да си остреди животот. Од тоа минато, фаќам ќе речев минато. Земаме по едно парче леп, дено ќе јадим и доволно е. Имало и такви случаи? Не, имало и такви случаи што како да кажам, си морал да седиш и гладен, да не употребам веќе други зборови, или да појдам кај комшивка да скинам зелени патлиџани, па да ги спржам. Да јадиме. Имало такви моменти. Ке земиш нешто за пример гравче, јајца едно друго, за да имаш малку подолг период за јадење и тогаш не можеш да земиш апчиња, не можеш ова, не можеш она. Немој никој да те разбери. Само кога би дошол да седите еден ден или 2 дена, 3 дена, па тогаш може да сватит како е. А вака само едноставно гледаат. Мене ми дава тоа надеж дека имам свое и дека не сум под кирија, затоа што немам едно услови, а второ не ме брка тука никој. Знам дека е мое.
Не дошол никој да го онаки. Мое, какво, такво тоа е сега. На земја си. За некој можеби налик на шупано, за вас е можеби палата. Па да, има доста луѓе некои што ќе речат барака, шупа или било како. Ма за мене само една соба изградена од дрво, која се гордеам со неја. Зашта ми даде и надеж и живот понатака. Па ми се продлабочи здравствената состојба, кај што имав проблем со кичмата која сум оперисана 2 пати, па добив проблем со дебелото црево, па психички веќе сега, па имам тумор од десната страна, тумор и тоа го оперисав и па тоа е тоа животот, како ти кажам надежта и на Господ и од. Значи тогаш можев да одам, а сега можам само од овде до патон да слезам. Понатака не, ако не е точакот или ова стапчево за да се потпирам понатака, јас ќе паднам, имам болки други. Тоа што значи... Но млада сте, 58 години. Да, 58 години имам. Аз сум разболена од 36 години. Струја немам затоа што не е легализирано. Сега кажам правото вистина. Барав помош од тие, да, ќе потпишеме дека ќе го легализираме. Еве го и денеска, не дадоа согласно дека ќе го легализират за да се достави двоевана. Сигурно да не ја откажало верно здравјето, никогаш преку срце на дланка не ќе дознаевме за оваа жена. Дури во вакви услови, додека разговарав со неа, имав чувство како да ја непријатно што си ја соголува душата, но не мокна поради нарушеното здравје. Скромно таа побара помош велејќи дека не сака пари, само градежни материјали и мајстор, за да може да направи макар едно купатило и да ја доправи собата дом во која таа дише и издишува. Ако можев да работам, немаше да дојдам ни до ова овдека, што е, ни пак да барам помош, ни од држава, заш бе способна да работам, ни од општини, ни од никого. По цели денови што правите? Со Джеси, надвор, кучено. Тој бе занимација. Кучено ми е голем другар. Со него некојаш и го внесувам и внатре, за да си... Правите муабет. Да си правиме муабет со него. Тој ми е најверен другар, немам кој друг. Немам што да кажам, а сега ако се најдат некои хуманитарни добри граѓани да ми помогнат, да ми дат гредди, пари не сакам, гредди, цигли, цименто или да го затворам овака што требит. Тоа е една мала соба и ова дневната. Тоа иде ти купатилото. Го почнав, не можам да го завршам. Како живеете Значи, 15 години? 14 години јас купатило немав. Сега го син ми го правеше. Па како се бањавте? Тоалет како користевте? Тоалет е тоа страмото во денешно време да го кажеш. И капањето е страмото. Да зема со шишиња или било како се снаоѓаш. Најголемите врвови ги достигнале луѓето кои најдолго биле на дното, кои паѓале и паѓале, а често немало кој да им подаде рака и да ги издигне на површина. И најверојатно дека најголемите врвови ги виделе оние очи кои најдолго плачеле и срцето кое било најискршено. Најголемите врвови на светот ги искачиле луѓето кои имале храброст да рискираат, но сепак одлучиле само напред и никогаш да не гледаат во минатото. Секој ден е нов успех и затоа никогаш не кривајте раце и не се откажувајте, бидејќи и најмалите битки водат до најголемата цел. Верувам дека целта која што ја имаат зацртано двете семејства кои денес го ставија своето срце на дланка, ќе се исполни благодарение на нашата хуманост и емпатија. Драги мои, ве охрабрувам од овој момент да им помагаме на сите семејства кои што живеат тешко за да имаат еден поубав и поуспешен живот. Верувам дека нашето малку некому може да значи се. Понекогаш судбината не прави да правиме и надчовечки напори за да успееме во животот.
Тоа денес ќе ви го покажеме на самиот излез од Охрид, кај Снежана, која што беше храбра, дури како маж, да изгради со своји раце и 10 прсти куќарка. Добар ден. Добар ден. Јас сум Снежана. Оливера. Мило ми е што дојдовте. Некако дојдовме во контакт, се пријавивте, ве пријавија и дојдовме да прашаме како живеете. Многу тешко. Зошто? Ја ве и гледате сами како живеам. Без струја во овој 21 век. Тоа што значи натрешноста ми е многу слаба. Однадвор сум со штици, внатре со најлон. Како дојдовте до тој момент да живеете вака во ваква состојба? Во ваква состојба бидејќи бев одбиена од солидарниот стан. И веќе бев приморана некаде да живеам. А не бев способна кирија да плаќам. Пошто бидејќи тоаш детето беше во затвор и не бев во можност. И така, болеста ме скина многу поќе него детето. Болниста. Болна сум, 2 пати сум оперисана од кичмава, сега имам проблем со дебелото црево, па имам тумор на женски органи, така се викаат. Да. Така што се оперисав и тука и Сите работи ви се наталожиле? да, и малце сум и психички дури пијам Не. лекарства за психички работи. Колку години живеете вака и не ме ни чуди со сите овие болести? 15 години. 15 години во вакви А услови. имам сте. поварано исто помош. Можам да спомнам? Помош од општината, од државата, значи никој не излезе во сусрет. Се појавија само слики на телевизија и од тоа све што рекоа, никој ништо не даде. Сепак ова е со вашите 10 Ова е прсти. се лично со мој труд и од синот. Може ли да видиме? Повелете, можете да видите што е како е. Ајде, повели. Ау. Јас ќе дојдам зад вас. Ова е клинското. Единствениот уред со кој што можете да со кој- стоплите вода. Што најпоќе ми е битен, да можам да стоплам вода и храна да направам е ова плинско. Струја немам. И ова долу не ми е бетонирано, бидејќи немам и услови Вистина во тешко. моментот. Вистина ова се Тоа лоши е. услови за Во ова денешно време да останеме без струја е вистина срамота. но Прво и- е срамота, после гработа. Овде имат поќе чест животните од колку луѓето. Јас не работам, земам од КПМ. Значи не сум способна за работа. Да бев способна немаше да го земам. Ни вас да ве викнам како стручни лица да ми помогнете, мислам што се занимавате со за помош на некои што не можат сами веќе да постигнат. Како е да се живее во вакви услови? Како преживувате со таа минимална помош? Со таа минимална помош не стигнет. Сигурно е многу тешко и непријатно кога дува, кога врне, кога... Кога врнете, кога дуват, ти се чини дека све ќе одлетат и дека ќе останеш на под ведро небо. Таква е чувството. И затоа и куче си зедов. Барем ти имам другар да и да летнит кровот со кучето ќе си. Ќе одиш негде, ќе застанеш под капајца. Да не ти е страф, не знаеш кој е време, навечер, дење. И после овдека имат секаков народ. Мојот некој врвејќи да те нападне ти се тие работи. Како што еднош можда се деси, не сакајќи пијано. Лично се исто нападне. Денес се наоѓаме во домачки дол во Паланка. Денес ќе ве запознаеме со последниот колпортер кој што преживуваше благодарение на продавањето весници, иако е високо образован и на тој начин живееше во Скопје. За жал, здравствената состојба повторно го врати во Паланка. Добар ден. Ај, добар ден. Благоја. Гојчо, така ми кажа дека ве Благо е, викаат. така. Ве пријави во срце на дланка вашата сестра, која ни кажа дека Знам, ми кажа дека... сте били во Скопје. Да. Овие што ме спасија,
Имавте несреќен случај? Ја мислам вака, дека надоле иде добро, главата има проблем тогаш. А од што паднавте? Како се случи тоа? Падна со бициклата. Со точак се Со вози. бициклата и отворено, нели, тука се гледа, дента си беше нормално, нели, а они го направили и го оставиле така. Вие не знаевте дека се прави. Идење. Каде се случи тоа во Скопје? Тогаш кога беше 5 години, мислам. Пред 5 години? Тука предпоставам. И потоа останувате и без сопруга, но моравте да дојдете тука, во родната куќа. Да. Јас мислев дека ќе дојдам сигурно, само прашањето за колку време, нели? Сега тука живеете. Зашто документите, заебанци имаше, додека од таму да се средиш, нели, тука. Ја правев, све сум правил тука, двајца и тој, и он работи, ама јас сум махер, ова све е правено. Во оваа соба живеете? Тоа не е играчка, то така изгледа, да. Може да видиме? Да. Може да видиме, Благоја? Да. Па зошто? Слободно, ја затоа ставам за да видам. Ова е вашето Па, во моментов брат живеалиште. ми стави ова. Ја купив 5 вати. 5 вати најниско. А сејалица? Па може ми треба за да може да функционирам. Телевизијата е од Данска. Нели? Значи се што гледате тука само да свртете, кај да се свртиш, све е за мене, нели? Значи храна еве од мене што гледаш. Нема све за мене. Ова е од сестра ми, ова ја правам тука. Што е, они што ќе ми дадат, нели? Така. Брат ми го купи специјално за мене. Ви помагаат браќата и Све. сестрите? Неам зборови, све од нив. А јас собрав од таму, почнав колку можав, 100.000 собрав. Собрав додека дојдов, додека ова кошта, бе. И ја доле и овие почна да ми даваат они, нели? Еве, Колку време бевте во болница? 15 дена. 15 дена. И моравте од почеток да учите и азбука, и зборување. Тоа е интересно. Идам со... у бициклото функционира. Не знаев дека ништо. Сега дознав дека гледам, ова пишува друга, ова... Не ги Двојките, па да. Латиницата. Ама не знав, сега дознав, ја не знам, дека... Не ги препознавате. Да, ама сега учам, уствари не проверувам, не можам, споро иде, а ќе успеам тоа сигурно, тоа сум го ставал, не е случајно. Ама тешко ова, тешко. Беше ова интересно, веро. Одам со бициклата, веро, а поминеш вака, не знам. Чекај бе, како така, идам дома, не бива. Запиши тука, па дома проверувам. 100 пати! Проверувам, 100 пати! 100 пати, замисли. Едно, сега и минјата, сега, Радка го знам, бидејќи на нејзе ја напишав. Сето ова ви се случува откако паднавте со велосипедот и ја повредивте главата? Главата, пошто они ме со раце удрив доле дебело, овака правев раце. И сега го почнувате животот од почеток во секаква смисла? Почнав од нула.